Чест ми е задоволство да сум денеска тука на оваа сцена и да го пренесам мојот светоглед на работите, односно како машините и човекот можат да ко-креираат заедно, но мојата задача и улога денеска ќе биде малку поинаква, ќе зборувам за интелектуалниот капитал, односно интелектуалната собственост како можност, нормално, преку технологијата, иновациите, но и вештачката интелигенција поспецифично, како тоа може да го подобри нашиот живот, како може да ни отвори нови знаења, да стекнеме нови вештини и она што го кажа претходниот говорник Моника, како да си го олесниме животот. Но тоа ќе го направам низ неколку примери на индивидуи и компании, да видиме како технологијата и иновациите можат да се заштитат, да се менаџираат, но и да се комерциализираат. Затоа што на крајот на денот, како што кажавме и на воведното обраќање, целта на вештачката интелигенција и воопшто на технологијата е да ни го олесни животот. Да имаме ние по-лесен, по-лагоден живот, а да имаме иста или поголема продуктивност, правејќи го она што најмногу го сакаме и уживаме. Да, мојот бекграунд е во стартапи, иновации, имам повеќе од 20 годишно искуство и национално и меѓународно во оваа сфера, но исто така имам и страст за технологии, имам страст за брендови, за маркетинг, па така да тоа ме доведе до моето формално образование да го завршам со двојна диплома на универзитетот во Скопје, на универзитетот во Страсбург за интелектуална собственост, односно LLM во IP менеджмент, и таму го согледав потенцијалот, односно можностите што ги нудат иновациите на долг рок. Така да ќе зборуваме малце повеќе за тоа, но ќе зборуваме и за тоа како компаниите, индивидуите можат да го искористат овој потенцијал. Марк Гети, фаундер и основач на Getty Images, тоа е компанија која што работи со видеа, со слики, комерцијализација, продукција. Марк Гети е искусен предприемач кој што е со ирско-италијанско потекло и нормално направи бум своевремено со неговата компанија Getty Images. И тој вели, интелектуалниот капитал е новата нафта на 21. век. Односно некој ресурс што допрва треба да донесе богатство. Марк Гети вика, замислете луѓето пред 100 години, или ако се свртиме 100 и нешто години наназад, голем дел од луѓето своето богатство го стекнале со искористување на ресурси од земјата, минерали, ретки метали и нивен транспорт до одредено место. Сега, со вештачката интелигенција, со интелектуалниот капитал, ова се менува. Се демократизира до индивидуално ниво. Односно сега не зависиме веќе од ресурси на некоја географија, не зависиме од количина злато на некое место или од количина нафта на некоја локација, туку секој може да си има одреден ресурс што може да го комерциализира или да го монетизира. А тоа е интелектуалниот капитал. Ќе видиме и зошто. Интелектуалната собственост, односно интелектуалниот капитал е нешто што секој од нас може да го има, секој од нас може да го креира, секој од нас може да го продаде или да успее да го комерциализира. Клучната дефиниција за интелектуална собственост е креации, иновации, патенти, пронајдоци, кои што вели се плод на човековиот креативен ум и интелект. Ова е многу важно, затоа што во технологијата, во вештачката интелигенција и во IP светот, само човекот може да креира. Само човекот може да биде носител на нешто што е ново, иновативно. Машина, робот, вештачка интелигенција не може да го направи тоа. Но, заедно човекот и машината може да креираат нешто што може да биде употребено или да биде направено на начин на кој што ќе го олесни животот на многу луѓе или многу компании во иднина. Ајде да видиме еден пример. Секој од нас има мобилен телефон. Го користиме секојдневно, нормално за јавувања, повици, допишување, имаме различни апликации, продуктивни, полупродуктивни, тоа е индивидуално. Во еден мобилен телефон имаме повеќе слоја на интелектуална собственост, односно повеќе слоја на
заштита. Многу луѓе мислат дека интелектуалната собственост е патентирање. Да, јас имам патент, пронајдокот ми е заштитен, бизнисот ми е сигурен и тоа е тоа. Но грешат. Во една технологија како што е телефонот, кој што секој ден ја користиме, имам повеќе слоеви на IP. Па, например, самиот дизајн, односно самиот изглед на телефонот може да биде заштитено со индустријски дизајн. Тоа е самата форма, односно обликот на нештото. Со патент може да биде заштитен оперативниот систем, интерфейсот на направата. Со трговска марка нормално секако може да биде заштитен брендот, логото, логотипот или се она што е визуелен ефект што ја одредува една компанија, ја одвојува од нивните конкуренти на пазарот. Со авторство може да бидат заштитени звуци, рингтонови, почетни тонови, апликации и се она што е копирајт, односно авторство во една технологија. И нормално со трговска тајна може да бидат заштитени работи кои што не се видливи за нас, за голото око, но во позадина прават некои функции, обавуваат некои функции кои што прават нештата да се случуваат и да работат во наша полза. Така да, со еден обичен апарат, кој што секој ден го имаме со нас, можеме да видиме дека има повеќе начини на заштита, повеќе начини на слоеви на менаџирање и повеќе слоеви на монетизација на нешто што се нарекува интелектуален капитал. Сега ќе тргнеме со неколку примери да видиме како компаниите и бизнисите тоа го прават и ќе видиме и неколку спорови за тоа како луѓето размислуваат во овој поглед. Еден од најинтересните случаи во ова е компанијата Исланд и државата Исланд. Фактички на левата страна имаме еден синџир на трговски маркети во Велика Британија, кој што е започнат во 1970-тите години и кој што се нарекува Исланд. Во меѓувреме во делот историјатот има и исландски собственици и они продаваат замрзната храна. Во почетокот на 2014 или 15 година компанијата Исланд ја пробува да заштити трговската марка Исланд. И нормално тука државата Исланд доаѓа и вика, извинете, ова не е можно. Ние имаме историја, ние имаме наша култура, ние имаме трговски релации поврзани со сите земји, не може да се добие монопол на зборот Исланд. Во одреден тек на настаните, Исланд ја добива марката, значи компанијата Исланд Food Incorporated ја добива марката, па подоцна ја губи, односно државата Исланд победува со одлука на Европскиот суд кој што вели правото на држава не може да биде монополизирано од страна на една компанија. Да, компанијата го градела брендот, градела иновации, градела посебна дистинктивност, но во принцип брендот е многу поголем да го дадеме само на една компанија да го монетизира во иднина и тоа фактички е условот за интелектуалната собственост. Викаат, дали нештото е премногу големо да се даде само на една компанија да се монетизира или пак е доволно дистинктивно и ново за да може да ви даде вас како индивидуи или како правни лица начин да направите еден легален монопол, односно начин да го комерциализирате како што вие мислите за сходно. Вториот пример е примерот на суперхерои. Односно, низ годините, уште од 1956 Marvel и DC Comics има заедничко право, односно заедничка трговска марка на терминот суперхерои или суперхерој во еднина. И нормално тие си го монетизира и комерциализира како што доликува. Сите знаеме, правеа комик букс, односно стрипови, правеа филмови, цртани филмови, играчки за деца, односно гледаја на најможен добар начин истото да го комерциализира. Ова е се до 2012-та, кога една компанија од Англија, наречена Super Babies, влегува во спор со нив, со двете, и ги тужи затоа што вели зборот суперхерој е генерички, тоа прераснува во нашата култура и не смееме ние да имаме монопол, односно да имаме една или две компании кои што ќе го генерализираат зборот. И за волја на вистината компанијата добива. Го добива спорот, го добива случајот,
Marvel и DC Comics не поднесуваат жалба и останува зборот суперхерој или суперхерој да биде во поширока употреба, да биде општо прифатен и сега, од денешна перспектива, секој може да ги користи нормално со додавка на тој суперхерој за кој што ќе се зборува или ќе се комерциализира во еднина. Кога идеме на монетизација и кога идеме на комерциализација на нештата, Европска Унија од неодамна воведе една новина која што вели може да направите трговска марка на звук, односно на звуци. Една од првите трговски марки, можеби најпозната во светот, е звукот на Тарзан. Звукот на Тарзан од оригиналниот филм од 50-тите години во Америка е заштитен како трговска марка, затоа што може да биде графички прикажан, може да го слушнете и може да е доволно дистинктивен да се знае дека тоа е звукот на Тарзан. Инаку, компанија има во Америка која што ги има правата на комерциализација и они го комерциализираат низ различни аспекти. Нормално тоа се филмови, детски филмови, аудиовизуелни моменти, видеа кои што се на YouTube, но во принцип може да го изнајмите или да го познајмите официјалниот глас и тој да биде ставен на вашиот продукт или дигитален продукт што утре ќе го продавате. Ако се сеќавате, MGM Films исто има тој звукот на лавот, кој што исто така е дистинктивен и кој што е заштитен со трговска марка, но во позадина тој звук е звук фактички на друго животно, односно е на тигар, но во принцип начинот и смислата на комерциализација може да дојде и преку ова. Тоа значи дека не само визуелно, туку и нешто што може да биде ставено на хартија и опишано и да биде доволно препознатливо од другите, може да биде начин на кој што вие или вашата компанија во иднина може да прави пари. Дали го знаеме Нусрет, познатиот готвач од Турција? Саут Баер, да. Овој негов потек на посолување на месото, фактички исто така е заштитен како трговска марка. Европска Унија има уште еден новитет, кој што вели дека трговските марки, освен што графички може да бидат прикажани, звучно може да бидат прикажани, тие може да бидат и во така наречен GIF или видео формат. Тоа се вика движечка трговска марка или трговска марка во движење. Па така Нусрет си го има заштитено својот signature move на посолување на храната, иако не му дозволија да влезе во класата на храна. Тоа значи дека овој негов потек може да го прави на облека, аксесорис, работи кои што не се поврзани со храната и со готвењето, но не и за храната. Затоа што вика начинот на посолување, колку и да е дистинктивен, во овој случај не може да биде предмет на монопол само на еден готвач или само на една компанија. Повторно се навраќаме на работата дека колку и да е дистинктивно не може да биде ставено на располагање само на една индивидуа. Но во секој случај овој потек може да биде или било каков потек може да биде заштитен како движечка трговска марка. За машките во просторијата можеби сте приметиле дека се повеќе фудбалери, барем од светска класа, користат своји препознатливи знаци, гестикулации, некои предпознати свој стил негуваат. Тоа е не само затоа што сакат да бидат издвоени индивидуално, туку и тоа е начин на монетизација. Знаеме дека Дейвид Бекам правеше повеќе пари надвор од спортот, него што правеше во спортот. Истото се случува сега со Новак Џоковиќ. Истото се случува со Усаин Болт. Овој негов предпознатив знак, Усаин Болт, се сеќавате, тоа е трговска марка на Усаин Болт. Он прави пари со тоа што таа трговска марка може да ја комерциализира во спортот или надвор од спортот. Истото е со Јамал, истото е со Џоковиќ, истото е пред твојот интелектуален капитал да го стават во функција да генерираат се повеќе пари, се повеќе средства, нормално и слава и богатство. Денеска во светот
е следнава ситуација. НАСА со сетој свој буџет, со сите своји ресурси, со официјалната држава, Соединетите Американски држави што стојат позади нив. Во принцип, во една мисија имаат околу 6500 патенти на нивните пронајдоци. Просечен произведувач на автомобили во Европа денеска има над 9600 патенти во своите автомобили. Тоа значи дека приватниот капитал, приватните компании се повеќе иновираат, се повеќе заштитуваат и се повеќе менаџираат, затоа што тоа им дава конкурентска предност. Не само пред другите, затоа што кога имате вие патент на нешто, кога имате пронајдок, вие имате 20 години да тој да го монетизирате и да го направите да биде во функција на вашиот бизнис. Не само што го правите да бидете први во тоа, туку и ја спречувате конкуренцијата да го прави истото. Кога имате патент, вие викате: еј, чекате, јас го имам овој пронајдок, сега имам 20 години, само јас да го комерцијализирам, никој друг не сме да го употребува вака како што е. После 20 години станува јавно добро и веќе сите можат да го користат. Излеговме од една пандемија неодамна, кој што имаше далекосежни последици, човечки, културни, финансиски, економски. Што мислите? Дали метод на лекување може да биде патентиран? Дали можеме да направиме патент на метод на лекување? Ајде, кој мисли да, нека крене рака. Кој мисли дека метод на лекување не може да биде патентиран? Помалку луѓе. Во принцип, лекувањето, односно ако направиме нов метод на лекување, тој може да биде патентиран, само во случај и освен ако има човечка интервенција. Ако земеме нешто од природата и го пресликаме во медикамент, а немаме никаква човечка интервенција, тогаш не можеме да го сметаме за патент или за пронајдок. Не е нешто ново, затоа што веќе постои во природата. Но ако имаме човечка интервенција, било каква, тогаш викаме да, ова може да биде патентирано и ова може да биде производ на комерцијализација. Од пандемијата кај што излеговме, има 7800, некаде од прилика 7800 нови иновации и апликации за патенти. Само за COVID-19. Од кои што има околу 2700 патенти за вакцини, односно методи на лекување на COVID-от. Тоа значи не само колку луѓето иновираат, туку и колку сакаат да бидат заштитени, колку тоа го патентираат и како наоѓаат начин истото да го комерцијализираат. 2700 патенти, апликации за патенти само за вакцина. 7800 се за сите други методи. Тоа објаснува моќта на интелектуалната собственост и незините капацитети да го променат не само општото добро, туку и индивидуалното лично добро на секој од нас. Кога сме кај методите на лекување, нормално, и кога сме кај методите на да речам иновации во медицината, знаеме дека човечкото клонирање е возможно, но етички не е дозволено. Обединетите нации, Соединетите Американски држави, сите посериозни економии имаат закони, акти кои што забрануваат човечко клонирање. Но тоа пак е шанса за технологијата, тоа е шанса за вештачката интелигенција. Тоа што ние сега го правиме со AI, со ChatGPT или со други модели, LLM, ни вика дали ние можеме да се клонираме без физички да бидеме присутни. Дали може мојот асистент кој што ќе биде програмиран во AI да ги прави моите работни задачи што ги извршувам, за да јас имам време, простор да бидам со семејството, да си правам работи кои што се надвор сферата на работата, а сепак да заработувам. Дали можам да направам тројца од мене асистенти кои што ќе ми помагаат дома, кои што ќе ми помагаат на работа, кои што ќе ми помагаат во нешто друго. Дали можат подобро да го прават од мене? Инаку,
Во Повелбата на Обединетите нации стои дека доколку еден ден се дозволи клонирањето, дали е тоа биолошки клон, дали е технолошки, дали ќе биде некој вид на хибрид помеѓу технологија и биологија, ќе ги има истите права кои што ги има човекот. Како што кажам, дека ќе може да гласа, ќе има државјанство, ќе може да носи одлуки за други луѓе, односно ќе ги има истите предиспозиции. Но една компанија, се сеќавате, Доли, овцата Доли која што е клонира пред многу години во Англија, се обиде да го патентира клонот. Значи се обиде да ја патентира овцата. Институциите кажаа не, затоа што тоа е реплика на нешто што веќе се наоѓа во природата. Не можеш да имаш патент на нешто што веќе е природно. Дали е тоа природно растение, дали е природно животно, природен човек, не интересира, може само ако направиш нешто, некоја нова иновација, некој нов продукт кој што во принцип може да биде заштитен. Не само трговската марка, не само патентот, туку и дизајнот, односно индустрискиот дизајн може да биде исто така заштитен. Тоа е случајот со Лего. Лего, сите ги знаеме Лего коцките, неодамна исто имаше спор со една германска компанија која што велеше дека индустрискиот дизајн на Лего не е дистинктивен сам по себе, туку тоа е техничка функција. Сите коцки имаат функција да се спојуваат една со друга и да ја дадат целината, односно да направат играта по-занимлива за децата и додуше па и за возрастните во последно време. Судот одлучи дека Лего сепак исполнува некои дистинктивни знаци, односно од 5 критериуми, барем 2 критериуми исполнува, да му биде загарантиран изгледот во индустријски дизајн. Тоа значи дека сепак Лего може да забрани слични производи да бидат користени на пазарот доколку го повредуваат нивното авторско право и нивното право на индустријски дизајн. Сите ја знаеме ова кола од враќање на нијата. Тоа е една кола позната од дизајнирана од познат дизајнер во Соединетите Американски држави. Инаку колата не е ништо специјално, се произведуваат, ми се чини, во 80-тите околу 9000 парчиња само од истата, но станува хит поради филмот. Поради филмот Враќање во иднината, кај што луѓето се поистоветуваат со НЛО, со временска машина која што може да оди напред и назад во времето и станува се по-комерцијализирана. И приказната е дека дури по 40 години од првиот филм кој што е сниман 1985-та, луѓето сакаат да купуваат колата. Дизајнерот е починат, неговата сопруга ги има сите авторски права, трговски марки, индустријски дизајн на оваа кола и моментално се води спор помеѓу компанијата што мажот ја основал, кој што се уште произведува, нарачува, поправа и монтира вакви автомобили, и самата сопруга кој што вика јас ги имам правата на собственост на ова и само јас можам да го правам и никој друг. Моментално спорот тече во судските лавиринти и се очекува секој момент да има некој пресек, но и двете страни тврдат дека само они ги имаат правата на комерцијализација на она што се нарекува DMC-12 официјалното име на овој модел. Сите го знаеме примерот, или можеби не, на Рубикова коцка. Интересно е за тие што не знаат дека Рубиковата коцка е заштитена со 4 елементи. Индустријски дизајн, трговска марка, тоест 3D марка, патент и авторство. Последно, по смртта на авторот, 3D марката му е одземена на Рубиковата коцка. Односно, се вели дека таа не поседува веќе не поседува правото на марка. Што тоа значи? Тоа значи дека од една страна патентот трае 20 години и додека ти е загарантиран патентот, ти можеш да го комерцијализираш ова и да го направиш пари од комерцијализација на самиот производ. Но трговската марка во принцип постои неограничено. На секој 10 години се обновува. Па сега Рубикова коцка го има проблемот дека патентот завршува, трговската марка може да продолжи, но сега сите може да прават слични пронајдоци кои што имаат иста или слична
иста или слична функција. Нормално, некоја дистинкција или нешто што го карактеризира, односно начинот на ротирање, боите на кои што се решаваат, сложувалката, односно слагалицата, остануваат уникатни, тоа не може да се копира, но во принцип ќе можат многу компании и индивидуи да го направат истото на сличен или на многу сличен начин како Рубиковата коцка. Следниот пример е примерот на Volvo, кој што со еден свој патент спаси милиони луѓе. Во 1964 ми се чини година, сопруга на еден од инженерите во компанијата Volvo, кој што работела во болница, се враќа дома и на мажот му вика: имаме премногу случаеви со луѓе настрадани во несреќа кои што излетуваат низ предното ветробранско стакло. Многу животи се губат, многу луѓе настрадуваат, ова мора да го смениме. Човекот се вика Нилс, се нафаќа на измислување на нов безбедносен ремен кој што ќе ги заштити луѓето од вакви сообраќајни несреќи и го измислува така наречениот појас, сигурносен појас со 3 точки. Тоа е тоа што го имаме денес сите во колите, 1, 2 и третата на рамо, горе десно или лево, во зависност каде стоите. И Volvo ја патентира оваа технологија. Но компанијата одлучува да ја даде без пари. Вика, окей, затоа што се работи за сигурноста, за безбедноста на луѓето, сакаме да ја даеме без пари и ова да биде достапно за секого. Така Volvo спасува милиони луѓе, проценките се дека над милион луѓе кои што во меѓувреме би можеле да загинат во сообраќајни несреќи, се спасени само со еден потег на Volvo, но Volvo стекнува репутација за едни од најбезбедните производители на автомобили во светот. Дали знаете за Џон Салк? Тој е измислител на полиовакцината, кој што исто така не ја патентирал свесно вакцината. Кога ја измислува, формулата намерно не ја патентира, не ја заштитува и проценките се дека Џон има изгубено над 7 милиарди во потенцијални приходи, човекот би бил побогат за околу 7 милиарди во денешни пари, доколку има заштитено. Но кога го прашуваат Џон, зошто не ја патентираш, која има сега технологијата, тој вика, технологијата им припаѓа на луѓето. Дали може, вика, да го патентирате сонцето? Не може. Тоа е нешто што јас го правам за добробит на човештвото и своевремено он спасува околу 50.000 деца со својата вакцина. Нормално претпоставките дека сега таа бројка се зголемува и понатаму. Дали знаете за тајната формула на Кока-кола? Сите знаеме Кока-кола што е, пишува на шишенцата, сите ги има состојките, но во принцип Кока-кола има тајна формула која што е чува на парче хартија, се чува во трезор во Аталанта, тој е приватен трезор, безбеден, загарантиран, заштитен и само така ја чуваат нивната тајна повеќе од 130 години. Прашањето е зошто не ја патентираат? Не ја патентираат затоа што патентот трае само 20 години. Трговската тајна во теорија и во пракса може да трае неограничено. Проблемот е што мора сам да се ја штитиш. Затоа Кока-кола вели, окей, ние ќе ја чуваме во сеф во Аталанта, само двајца ја знаат шифрата од сефот, тие двајца луѓе не се знаат, кога едниот ќе почине или не дај Боже нешто да му се случи, наоѓа друг кој што во секој момент тие двајца луѓе, само двајца од компанијата ја знаат шифрата за трезорот во Аталанта и тие не патуваат заедно, не престојуваат, не летат заедно, не седат во изград. Тоа е политика на самата компанија. Состојките на KFC се исто така слична приказна. Тоа е трговска тајна. Они викаат, ние имаме 11 билки и зачини кои што го одредуваат вкусот на нешто што треба да биде оригинален вкус на KFC, но не кажуваат кои се нивните добавувачи. Односно, никој добавувач не знае за другиот кај го носи, која количина носи и зашто го носи. И тоа е дел од нивниот таен рецепт што се чува повеќе години. Кај нас примери за вакви работи, за трговски тајни и за географско потекло, тоа е една исто интелектуална собственост што е на колективно ниво, може да се најдат во следниот пример. Тоа е примерот на буковска пипер.
Тоа е еден од ретките македонски производи со географско потекло од Македонија кои што се заштитени по нивната географска одредница. Тоа значи дека може би да прават, жителите само тамо може да прават или да составуваат дел од работите кои што се со одредени географски специфики на тој крај. Ова ние како држава, како индивидуи можеме да го монетизираме. Следното може да биде беровско сирење, охридска треша, тетовско тавско гравче, бариовски мед или било што е специфично и уникатно само за една географски регион. Истото што го има шампањ, истото што го има Хавана, познатата пура од Куба, истото можеме да го монетизираме и ние за да имаме додадена вредност на нашите производи, за да можеме и да ги промовираме, но и да ги комерциализираме поефикасно. Дали го знаете Банкски? Човекот позади маската. Тој е уличен артист, односно некој што прави графити и никој не знае кој е. Анонимен е. Банкси има направено една паметна работа, има направена компанија која што се вика Pest Control и само таа компанија може да ги авторизира, односно да каже дали нешто е негово дело, артистичко, и тоа може да го продаде. Никој не знае кој е човекот, предпоставуваат како Сатоши Накамото од биткоин кој е што е, но во принцип тој е физичка личност што прави графити и артворк и ја продава. Иако е анонимен, прави многу голема комерциализација. Најдобрите аукцијски куќи имаат најголема профитабилност баш од овој човек, а никој не знае кој е. Може да замислите во иднина што ќе се случи кога вештачката интелигенција ќе дозволи креации кои што се направени со помош на човекот или AI да бидат анонимни, пак да не знаеме кој е, но сепак човекот, односно индивидуата, да ги ужива сите права на да речам фискални, монетарни права и сите благодети што истата ги нуди. Или пак проблемот на Леброн Джеймс, дигитален јас и неговите тетоважи. Не знам дали знаете, Леброн Джеймс, познатиот кошаркар, има подпишано договор со компанија која што прави игрици. Компанијата ги става истите тетоважи кои што ги има Леброн Джеймс. Тату мајсторот, односно тој што го тетовира Леброн, ја тужи компанијата затоа што вика ова е моје авторско дело. Да, Леброн ги има платено тетоважите, но јас не давам некој да ги комерциализира на ваков начин со дигитален аватар. И во принцип тату артистот губи судскиот спор, така да Леброн Джеймс е окей, може да си прави свој лик и свое дело во дигитален аватар, но замислете какви се проблеми настануваат кога ти, твоето тело и нешто што е белег на твоето тело не можеш да го комерциализираш во дигитална форма. Или имаш потешкоти и дури и во физичка и во дигитална форма да одредиш кој ги има правата на монетизација на нештото. Тоа се случи баш неодамно. И доаѓаме до клучното прашање. Авторство GPT. Дали креаторите ќе бидат само практиканти кај AI? Освртиме прашањето, дали човекот може да биде автор или машината може да биде автор? За сега работите стојат во сите земји дека машината сама по себе не може да биде автор. Не може да има копирајт, не може да има трейдмарк, не може да монетизира, нема правата на интелектуална собственост. Само со човечка интервенција тие права може да останат кај индивидуата. Но се поставуваат 4 прашања. Кој е носител на авторството? Дали е човекот кој што го става инпутот во компјутерот? Дали е човекот што го прави софтверот позади ChatGPT или позади AI, било кој? Дали е човекот кој што го прави LLM моделот да размислува врз база на податоците што го храни, или дали е тој што ќе го извршува наредбите? Кога ChatGPT ќе ми даде output, дали јас сум креатор на делото? Моментално работите стојат на тоа дека ChatGPT ви помага, тој е автор на содржината,
Но вие како индивиду имате право да го комерцијализирате и да правите пари од тоа на начин на кој што вие сметате дека е свободно. Тоа значи дека се што правите со ChatGPT или со било кој друг модел денес не е ваше авторско дело, но вие имате право да го ставите на веб страна, да го предавате, да го печатите, да направите книга од тоа и да направите пари од тоа. Каде ќе се движат работите? Допрва ќе видиме и во други насоки. Внимавајте на ова. Во 1982 нематеријалните средства беа само 38% сите средства во цел свет на сите компании. Тоа значи дека се она што не можеш да видиш, да почувствуваш, дали е трговска марка, дали е датабаза, дали е патент, дали е авторство, тие беа само 38%. По 20 години 70%, по 20 години 84%. Во 2042 нашите деца, новата генерација што доаѓа, ќе има над 95% од сите средства на светов и веков ќе бидат нематеријални средства, односно интелектуален капитал. Можете да замислите во каква економија, во какви животи ќе имаме до тогаш. Ама тие животи се сега. Добре дојдовте во иднината. Таму треба да научиме да заштитиме, да менаџираме и да монетизираме. Затоа што нема вакво време и никогаш во животот на човештвото немало време кој што има толку многу ресурси за монетизација, а сите ресурси се толку демократизирани да секој од нас ги има. Така да, интелектуалниот капитал, според мене, е валутата на новото време. Ви благодарам.